Отпуштања, намалување на работните часови, принуден одмор, неизвестност за работните места. Ваква е сликата во САД од почетокот на пандемијата со коронавирусот, откако над 40 милиони американци поднесоа барање за помош како невработени. Но некои имаат и корис од кризата. Од средината на март, Амазон вработи нови 100.000 луѓе. На многу места бараат возачи за достава, супермаркетите имаат потреба од помош. Се префрлихме на купување преку интернет. Веројатно тоа и ќе продолжи. Не мислам дека луѓето ќе брзаат да се вратат во продавниците и се привикнуваат на удобноста да се купува онлайн. Купувањето преку интернет само ќе расте. Експертите велат дека откако ќе помине пандемијата ќе се зголеми потребата од медицински работници, а приватни компании ќе имаат свој лекар. Некои ќе формираат и своји медицински оддели. Се очекува зголемување на побарувачката на службите за чистење. Неголема побарувачка ќе има во информатичкиот сектор, со оглед дека се префрва кон онлайн. Коронавирусот го смени и начинот на работа. Според истражувањето од Галуп, околу 60% од американците за време на пандемијата работат од дома, а над половина од нив би сакале да продолжат да работат од дома и после тоа. Се отвораат нови можности за луѓе кои имаат потреба од флексибилност. Оние со мали деца, луѓе со попреченост или хронични заболувања. Овие категории на луѓе кои долго бараа флексибилност се соочуваа со отпор од работодавците. Сега наеднаш изгледа дека тоа е можно. Работењето од дома може да е корисно не само за вработените, туку и за работувачите, велат експертите. Во тој случај, пазарот на работната сила наскоро може да влезе во нова фаза на глобализација. Ако имате работна сила која работи од дома, тоа создава можност да вработите луѓе од каде било. Може да се стационирани во Њујорк, а да имате вработени во Канзас Сити и оттаму да работат за вас. Целата идеја за корпоративната култура ќе мине низ промени по пандемијата. Милиони луѓе во светот веќе неколку месеци имаат канцеларија, училница и дом на едно место и за многумина тоа ќе остане така.